Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на оваа радиопрограма која ќе ја слушате во следниот еден час. Ќе разговараме денеска за повеќе теми. Би започнала со она што е број еден вест во светот, а тоа се изборите во Соединетите Американски држави, каде победи републиканецот Доналд Трамп. Убедливо победи пред неговиот против кандидат, демократката Хилари Клинтон, но истовремено го освои и Сенатот и Конгресот, што значи дека републиканците на голема врата се враќаат на власт во Соединетите Американски држави. Тие и претходно имаа мнозинство во Конгресот и во Сенатот, но сега, вклучително со изборот на председател од оваа партија, влијанието ќе биде дополнително зголемено. Се очекува уште во првите денови од својот мандат Доналд Трамп да постави и еден член на Врховниот суд на Соединетите Американски држави и со тоа веќе да се зацврсти власта, односно да се зацврсти превласта на републиканците над демократите во САД. Вчера се одржа првата средба помеѓу досегашниот председател во заменување Барак Обама и новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп. Истовремено се сретна и првите дами, односно досегашната Мишел Обама и сопругата на Доналд Трамп Меланија Трамп. Имаше пријателска атмосфера од она што можевме да го видиме, иако во текот на кампањата имаше заострени пораки еден кон друг. Трамп силно го има критикувано председателот Обама, особено неговата програма за здравството, најавувајќи дека уште првиот ден кога ќе заврши инаугурацијата, тоа ќе биде на 20 јануари, ќе укине оваа програма. Обама пак имаше силни критики кон Доналд Трамп, особено затоа што тој е човек кој досега никогаш не извршувал јавна функција, ниту пак служал војска. Тоа е прв пат во историјата на САД бизнисмен, шоумен, милиардер да ја преземе оваа најзначајна функција во Соединетите Американски држави без претходно да има било какво политичко искуство, но се разбира дека сето ова ќе биде интересно за следење и за домашната американска, меѓутоа и за нас како јавност во светот, очекувајќи какви промени во надворешната политика на САД ќе донесе изборот на Трамп, од она што досега можевме да го слушнеме како пораки од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје, дека не се очекува значителна промена на американската политика, но со оглед на најавите на Трамп за големи промени геостратешки, позиционирање на САД поинаку во светот, не е исклучено да има промени, се разбира, и на микроплан во Македонија. Што се случува во моментот во САД? Втора ноќ веќе траат протести во повеќе големи американски градови, од она што можев утринава на светските агенции да проучитам. Протестите станали насилни во Орегон. Неколку илјади демонстранти се собрале во центарот на овој град, биле искршени повеќе продавници, повеќе автомобили биле фрлани, биле запалени огнови, полицијата морала да прогласи вонредна состојба справувајќи се со демонстрантите. Доналд Трамп на протестите кои што се случуваат не само во Орегон, туку и во повеќе други градови, иако во другите градови не се работи за илјадници, туку за неколку стотици луѓе кои протестираат. На протестите одговори преку Твитер, коментирајќи, вели, јас туку што имав отворен и поминав низ отворен и успешен процес на избори за председател, а сега професионалните демонстранти, поттикнати од медиумите, демонстрираат. Тоа е многу нефер. Со тоа ги оквалификува луѓето кои што протестираат како професионалци. Познато е дека во самата своја кампања на многу пати Доналд Трамп негативно коментираше за поврзаноста на Сорос со повеќе организирање на повеќе протести во повеќе американски градови кои се случуваа во последната година, како и за поврзаноста на Сорос со кампањата на Хилари Клинтон преку финансиските донации, меѓутоа и претходно преку неговото директно влијание врз креирањето на надворешната политика на САД. Како ќе се одвиваат работите ќе биде интересно да се следи. Процесот на избори сега треба да продолжи практично оваа мирна транзиција, тоа се вели нели транзиција на власта во САД, треба да продолжи со одржувањето на коледжот на електори кој се случува на 19 декември. Потоа следува
потврдата на изборот на председател од страна на Сенатот на почетокот на јануари и свечениот чин на инаугурација на новиот американски председател на 20 јануари. Всушност до 20 јануари во Соединетите американски држави се уште формално позицијата председател ќе извршува Барак Обама, кој пак се очекува веќе следната недела, ако не се лажам, да допатува и на Балканот во Атина, а до тогаш Доналд Трамп ќе ги прави своите подготовките на својот кабинет. Ќе биде интересно да се види кои луѓе ќе ги избера како своји најблиски соработници, или познато е кој ќе биде подпредседател, бидејќи тој се наоѓаше на самиот белот на самото избирачко ливче, меѓутоа сите други позиции се се уште отворени. Ќе биде интересно да видиме кои од неговите соработници со какви портфолија, со какви ставови кон Балканот, кон прашањето овде, доколку воопшто некогаш говореле за нив, кои од нив ќе бидат поставени на функции во кабинетот на Доналд Трамп и како сето тоа ќе влие на надворешната политика на САД. Ќе биде интересно, бидејќи голем дел од неговите соработници републиканци во самиот тек на кампањата му го свртеа грбот и малкумина беа оние кои му останаа лојални до крајот, така што веќе се прават одредени комбинатури, и медиумите веќе коментираат кој би можело да седне во неговиот кабинет и да биде следната прва постава на Белата куќа и креатор на американската политика. Ќе го следиме и понатаму процесот во Соединетите американски држави. Различни експерти различно коментираа како тоа ќе влие на Македонија, дали воопшто ќе има некакво влијание, меѓутоа тоа останува да го видиме по 20 јануари. Одиме со куса музичка пауза, се враќаме со домашна политика. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. На домашната политичка сцена тичат роковите на Државната изборна комисија за спроведување на изборите, односно за одржување на изборите на 11 декември. Денеска до полноќ партиите треба да ги поднесат кандидатските листи за учество на овие избори. Значи на полноќ истекува рокот за поднесување на листите. Дел од партиите веќе ги обелоденија, барем носителите, нели, на листите во нивните во 6 изборни единици. Дел пак тоа ќе го сторат вечерва на полноќ или во текот на утрешниот ден ќе ги промовираат. ВМРО-ДПМН според најавите денеска подпишува договор со своите коалициони партнери, големата коалиција со која настапува во изминатите години. Потоа се очекува одржување на извршен одбор на партијата и централен одбор на партијата за конечно финализирање на договорот околу пратеничките кандидатските листи кои ќе бидат поднесени вечерва, најверојатно нешто пред полноќ. Традицијата веќе стана традиција оваа партија да ги поднесува листите, односно во име на партијата тоа да го прави унијата на млади сили, нели како иднина на ВМРО-ДПМН. Неверојатно тоа ќе биде така и денес. Кој ќе биде на листите на ВМРО-ДПМН се уште не е познато. Имаше едни листи кои беа поднесени за изборите кои беа одложени на 5 јуни. Ќе биде интересно да видиме дали ќе има некакви промени помеѓу листите кои беа поднесени тогаш и сега. Она што е во моментов жешка тема во политичките кругови се листите на Социјалдемократскиот сојуз, односно од вчера и коалицијата со која СДСМ ќе настапи. На Facebook беа објавени фотографии од состанокот на коалиционите партнери за изборите кои треба да се одржат на 11 декември. И на фотографијата можеше да се види и Драгиша Милетич, човекот кој во 2011, односно во 2013 за локалните избори, кога се уште лидер на партијата беше Бранко Црвенковски, а се работеше за една долга кампања, така наречениот отпор, одењето по митинзи со така наречената Лада, кога Бранко Црвенковски бараше изборите локални да бидат бойкотирани. Тоа беше човекот кој тогаш овозможи сегашниот градоначалник на Карпош Стефче Акимовски да ја поднесе својата независна кандидатура, односно да се кандидира преку партијата на Драгиша Милетич и да се одвои од Социјалдемократскиот сојуз, не служувајќи се со концептот на Бранко Црвенковски за бойкот на изборите. Тогаш постоја само неофицијални информации дека и сегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев не се служувал со концептот за бойкот, инсистирајќи и тој да се кандидира за градоначалник на Струмица, како што тоа подоцна и се случи, и дека Црвенковски бил под силен притисок токму од овие структури да ја промени одлуката и сепак да учествува на овие избори кои беа комплетен дебакл за Социјалдемократскиот сојуз, и победа освоија токму Стефче Акимовски кој се
одвои од партијата. Зоран Заев, кој тогаш силно инсистирал да учествува на изборите, беше освоена општина Куманово и тоа беше тоа, се покажа дека не беше тоа успешен концепт за СДСМ. Веднаш потоа и Црвенковски се повлекува и сето тоа се разнишуваат неговите позиции во партијата после овој пораз. А сега токму овој човек, Драгиша Милетич, се наоѓа на фотографија потпишувајќи коалиција со СДСМ за учество на изборите на 11 декември. Тоа предизвика силни реакции, особено кај оние високи партиски функционери од времето на отпорот. Па можевме синоќа да прочитаме навистина остри коментари о градување од политиката на Зоран Заев, што е прво да речеме јавно несогласување или јавно покажување на онаа поделеност за која неофицијално многу подолг период се зборува, особено и по влезот на така наречената шарена револуција во СДСМ, по објавувањето на пратеничките листи за време на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз минатиот викенд, кога стана јасно дека шарената револуција ќе добие места во собранието, добитни 4 места во на пратеничките листи, дека места ќе добијат и други лица кои што во изминатиот период воопшто не биле поврзани со СДСМ, додека пак на листите нема да има место за оние кои што ја предводеа партијата во парламентот во изминатите 2 години, како што беше случајот со координаторот на пратеничката група и други истакнати пратеници и локални функционери, председатели на ограници на Социјалдемократскиот сојуз, кои дури потоа поднесуваа и оставки. Ме ги прочитала вчерашните коментари. Еден од нив на професорката Ана Павловска-Данева, која беше во првите редови на така наречениот отпор на Црвенковски, таа вели вака: "Сакам јавно да се оградам од одлуката на председателот Зоран Заев за коалицирање со Драгиша Милетич, за која не се консултирани ниту извршниот, ниту централниот одбор на СДСМ. Ова е премногу за да се одмолчи." Коментари има и Весна Бендавска, која исто така беше меѓу најстакнатите предводници на отпорот и една од пратеничките која најжестоко се бореше за време на така наречениот црн понеделник во парламентот, со што и стартуваше отпорот на Црвенковски. Вели СДСМ потпиша коалиција со Драгиша Милетич, со човекот кој го продаде печатот на Стефче за да се руши отпорот кон режимот на Груевски. Алек Гочев вели честитки за СДСМ покрај Лиле и Драгиша Милетич си го земаа во коалиција. Ивор Мицковски го коментира однесувањето на Заев тогаш и сега, вели Заев мајсторе не е страшно што коалицираш со Драгиша Милетич, предавник каузе, туку што потврдуваш дека ти си бил внатрешниот крт на опозицијата во времето на отпорот. Каква банда? Дејан Г. Тодоровски, локален функционер на СДСМ, активен во Центар, вели како 20 годишен член на СДСМ, јавно го прашувам раководството на мојата партија дали свесно работите во полза на Груевски и ДПМН. Дали заборавивте колку наши сопартици од Карпош останаа без работа заради Драгиша, кој кукавички му ги даде печатите на Стефче да го сруши отпорот. Лиле Драгиша, што е следно? Официјализирање на коалицијата со ДПМН, вака ли ќе рушиме режим? Не, ова не е СДСМ за кој гинеше цело мое семејство. Има уште многу коментари и на јавни личности кои се поврзани со Социјалдемократскиот сојуз, коментари и на други поранешни пратеници и функционери на СДСМ кои изразуваат незадоволство. Многу слична бурена реакција имаше и по објавувањето на листите, кога Лиле Поповска доби едно од добитните места на пратеничките листи на СДСМ. Членството забележа на Социјалдемократскиот сојуз дека Лиле Поповска во изминатите години, 10 години беше во коалиција со ВМРО ДПМН, а сега кога го прави овој трансфер добива веднаш добитни позиции во СДСМ. Незадоволство постои и во членството на партијата на Павле Трајанов, дел од нив поминаа во Социјалистичката партија, токму поради овие предизборни калкулации и обиди да се добијат добитни места во коалициите на пратеничките листи. Навистина неочекувано, иако се зборуваше неофицијално, сепак неочекувано колку многу реакции предизвика некои од одлуките на опозицијата во поглед на коалицирањето, во поглед на составот на пратеничките листи, во поглед на
вклучувањето на одредени лица кои што досега не биле дел од партијата сега во највисоките органи на партијата и нивно вклучување нели во работата на собранието, особено вклучувањето на шарената револуција која беше представувана како нели граѓански отпор, граѓанско движење против сегашната власт во одбрана на специјалното јавно обвинителство. Сега со нивниот влез во СДСМ на некој начин се делегитимира и движењето, меѓутоа истовремено пак давајќи им толкова моќ на лица кои што до вчера не биле во партијата, се создава и револт во самото СДСМ. Интересен уште еден коментар кој што за одбележување е синокешниот коментар на поранишната пратеничка Ленча Николовска, која вели сега е време за настап на специјалното јавно обвинителство. Ова не може да не предизвика нормално коментари на социјалните мрежи, потврдувајќи ги оние информации кои постојат дека специјалното јавно обвинителство е она кое што ќе помогне во ситуации кога Социјалдемократскиот сојуз има кризи во спроведувањето на кампањата за изборите на 11 декември. Дали ќе биде тоа така? Ќе треба да видиме во следните денови. Ќе направиме тука куса пауза во вториот дел од емисијата по 11:30. Ќе емитуваме дел од мојот разговор со евроамбасадорот Жбогар. Останете на оваа фреквенција. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Македонија годинава доби уште еден извештај полн со критики од Европската комисија, но и ја доби уште еднаш препораката за старт на преговорите за членство со Европската унија, овој пат условена со одржување на фери демократски избори на 11 декември. Од владата порача дека ги нотираат сите критики од Европската комисија и дека во моментов се фокусирани на одржување на фери демократски избори кои ќе бидат признаени дома и надвор. Вчера околу извештајот и препораката која што е условена, разговарав со евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар, кој во разговорот посочува кои се секторите кои што треба да добијат реформи од идната влада. Истовремено и порачува дека изборите кои се очекува според досегашното спроведување на договорот од пржино да поминат во фери демократска атмосфера и да бидат кредибилни избори кои што ќе треба да бидат признаени. Тој порачува дека тие треба да бидат признаени од сите, односно дека сите политички партии треба да бидат одговорни кон резултатот и да го признаат онаков каков што ќе биде. Го наведува примерот на Соединетите Американски држави, каде што и покрај тоа што имаше навистина остра кампања во која што политичките противници буквално не бираа средства за меѓусебен напад, сепак на крајот Хилари Клинтон веднаш по резултатите телефонски му честиташе победата на Доналд Трамп, утредента одржи и пресконференција на која што кажа дека Доналд Трамп е идниот председател и дека сите треба да ја прифатат таа реалност и дека треба сите заеднички да работат во насока тој да биде успешен председател затоа што тоа е добро за земјата. Доналд Трамп пак исто така во првото обраќање до јавноста вечерта по објавувањето на резултатите порача дека тука завршува битката и честиташе на Хилари Клинтон за успешната кампања и повика на обединување. Разликите завршуваат со денот на изборите и дека треба да се работи заеднички за оно што е добро за земјата. Овој пример го наведе амбасадорот Жбогар во интервјута. Исто така го прашувам за специјалното јавно обвинителство, бидејќи во извештајот на Европската комисија нема критики за работењето на оваа институција, иако во изминатиот период имаше многу проблематични моменти од работењето на СЈО, како што е отворањето на истраги само за една политичка партија, за функционери од една партија, необјавување на финансиски извештај, недавање отчет за трошењето на 4 милиони евра, проблематични изјави на специјалната јавна обвинителка, признание дека вработува своји роднини, признание дека постоеле случаи на незаконит, неосновано приведување, како во случајот на Едмонд Темалко, многу други работи, неоткривање на незината плата и покрај тоа што новинарите поставуваат прашања согласно законот за слободен пристап до информации. Во својот одговор амбасадорот Жбогар вели дека оваа институција треба да биде одговорна и кон законите и кон јавноста како и сите други. Па предлагам да слушнеме што вели тој. За европските перспективи на Македонија во студиото разговарам со Самуел Жбогар, амбасадор на Европската унија во Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, хвала.
with criticism on со the key критики sectors за in the country, like the функционирањето на judiciary, значајните media, and сектори dealing како with судството, corruption, медиумите, but also with справувањето со appraisals корупцијата to the, и со пофалби за getting to постигнатиот agreement between the political политички parties on how to get out of консензус the и договор crisis. за излез The од политичката Commission has криза, closed Европската this комисија year's го report затвори on the- годинешниот on Macedonia. извештај So за where is Македонија. Macedonia today Каде е in the Македонија bigger денеска? European Во picture, and поголемата which sectors европска do need слика, на кои urgent сектори reforms им се after the new потребни government итни реформи is по составувањето на идната влада. Македонија е сега јасно во подготовка на изборите и ги гледаме овие избори како одлична можност за земјата на внатрешен и надворешен план во односите со нас. Ние тоа го гледаме како можност, шанса за промени во однос на прашањата кои што ги спомнавме во извештајот, како и во однос на изборите со Европската Унија. Прашањата кои што ние ги гледаме како приоритет, кои што новата влада би можела да ги превземе или треба да ги превземе кога ќе дојдат на власт, е функционирањето на владењето, надзорот на институциите, независноста на институциите, политичкото мешање во судството, независните институции, функционирањето на јавната администрација, на службениците, на јавните службеници и секако да се воспостави правна и политичка одговорност за прислушуваните разговори и нешто што ние го гледаме како таа голема поларизација која што ние се надеваме дека новата влада и политичарите кои што ќе дојдат на власт ќе ги опфатат и ќе се справат по изборите. Ова е втора условна и осма последователна препорака за Република Македонија. Оваа година условите се фери слободни избори и секако извештајот на Прибе. Со оглед на досегодашното спроведување на договорот Пржина, дали би сметате дека Македонија ќе има фери слободни избори на 11 декември? Ние очекуваме дека ќе има веродостојни избори во декември и разговарајќи со сите засегнати страни и политички лидери, јас разбрав дека сите се ангажирани за тоа и сите очекуваат дека изборите ќе бидат слободни, фери и веродостојни. Ние сме охрабрени од тоа, но секако тоа зависи од политичките партии и од нивните членови да се однесуваат соодветно и ќе видиме што наблюдувачите ќе кажат по изборите, но сметам дека основно, круцијално за земјата, за самата земја, но секако и во односите со нас, е овие избори да бидат организирани на вистина на многу демократски начин, без притисок врз јавната администрација, на кој начин да гласа, без други вмешувања или мешања со цел на крај на денот, на 12 декември или по тие денови, сите да бидеме задоволни дека еден од изборите за земјата да ги започне преговорите со Европската Унија ќе биде исполнет. Иако кампањата не е официјално започната, гледаме дека реториките на партиите се веќе загреани, заострени. Очекувате ли да следува валка на кампања? Ние очекуваме добра кампања, со факти, со аргументи, добра кампања со добра програма, со цел граѓаните да донесат одлука, да одлучат што очекуваат. Секако не би сакале да видиме многу заострена кампања, дефинитивно ние сме против тензии, особено етнички тензии. Сметам дека тоа би било многу опасно и сите би требало да бидат свесни дека доаѓа живот и по изборите и треба да се соработува и по изборите. Имајќи ја во предвид таа идеја, таа мисла, се надеваме дека кампањата ќе биде добра организирана. Доколку наблюдувачите речат дека изборите се фер и добро организирани, дали ќе побарате од сите политички партии да ги признаат резултатите? Ние ќе ги наблюдуваме изборите многу одблиску, ќе имаме наши наблюдувачи на терен, но секако ќе се консултираме со
извештајот, односно проценката која што ќе биде направена од професионалните наблюдувачи од опсе кои што се веќе во земјата и кои што ќе дадат оценка по изборите. Сметам дека тоа ќе биде основната ориентација за нас. И секако доколку се организира како што треба и се како што треба, ние се надеваме дека сите ќе ги признаат изборите и ќе се надеваме дека тој што ќе ги загуби изборите ќе може да му честита на победникот, како што беше и случај во САД пред неколку денови. Се надеваме дека победникот ќе ја искористи таа можност и нема да преземе пристап каде што победникот добива се, туку да се градат добри односи со опозицијата за сите важни прашања кои што ќе треба да се преземат од земјата во иднина. Во јавноста има шпекулации дека меѓународната заедница ќе побара од партиите да формираат влада на широка коалиција како единствен начин да се обезбеди прифаќање на резултатот од сите учесници и политички партии. Ние гледаме дека ВМРО и СДС работат заедно во таа влада во пржина. Дали смета дека тоа би било добро решение на подолг рок? Јас навистина верувам дека граѓанинот треба да донесе одлука и решение каква влада тој ќе сака. Ќе треба да ги чекаме изборите и граѓаните ќе кажат за кој тие смета дека треба да води државата. Сметам дека не е наша улога ние да кажеме каква коалиција треба да се поспостави и да даваме мислење. Ние ќе работиме со секој оној кој што ќе биде дел од владата, но секако и со луѓе кои што се во опозицијата, бидејќи ние комуницираме со двете страни и има повеќе прашања, особено агендата за европска интеграција. Тоа е агенда која што треба да ја добие поддршката од двете страни. Односно таа е агенда која што ги обединува политичките сили. Значи ние ќе работиме со владата која што ќе биде формирана и се надеваме дека ќе биде влада која ќе се заложи за да ги исполни вистинските реформи со цел ние да работиме заедно на евроатлантската агенда на земјата. Дали очекувате дека идниот парламентарен состав ќе го продолжи рокот на специјалното јавно обвинителство? Сите политички лидери прво тие го формира специјалното обвинителство со причина и тие неколку пати се заложи и ветија и ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Ние веруваме и велиме, и тоа се вели во извештајот, дека СЈО треба да му се дозволи да работи, треба да ги има сите услови за работа, треба да ги има сите услови за да ја заврши работата за која што беше формирано. И тоа е јасно, тоа е одговорноста за поврзана со прислушуваните разговори. Институцијата на специјалното јавно обвинителство беше формирана со цел да се врати довербата на јавноста во правниот систем. Но во изминатите години гледаме дека специјалното обвинителство отвори случаи само на високи представници на една партија, на ВМРО ДПМНЕ. Гледаме дека СЈО не сакаше да даде финансиски извештај за 4 милиони евра буџет, не сакаше да открие својата тајна. Специјалната обвинителка, иако прашавме неколку пати, дури со Законот за слободен пристап до јавни информации, исто така рече дека, мислам, неколку беше прекршен законот со вработување на блиски роднини во канцеларијата на СЈО. Дали има критика во Европската унија во извештајот на ЕУ за работата на СЈО? И секако дали ги имате тие услови, дали го имате тоа на ум кога барате од политичките партии да го продолжат мандатот? Ние треба да се подсетиме зошто се формираше на прво место СЈО. Во извештајот ние зборуваме многу за судството и за состојбите во судството во земјата. Зборуваме за уназадување на судството во земјата. И тоа беше причина зошто сите лидери се договорија дека потребно е СЈО. И во интерес на сите беше да се формира канцеларијата на специјалното јавно обвинителство. Интерес на сите беше да се објаснат прашањата и обвинувањата поврзани со предслушуваните разговори. Се додека овие прашања не се
појаснат, не станат јасни, до тогаш ќе има облак над политиката. И јас сметам дека специјалното обвинителство, и тоа го велиме во извештајот, треба да му се дозволи да работи во мирни услови за појаснување на сите прашања поврзани со прислушуваните разговори. Се додека не заврши таа работа, нема да постои мир, односно добра состојба за работа, и тоа е и причината. Во однос на останатите прашања, ние веруваме дека специјалното јавно обвинителство е одговорно и е отчетно како и секоја јавна институција во земјата и треба да ги почитува истите правила. Дали ќе барате специјално судско оделение? Ние немаме официјална позиција за тоа. Тоа треба да биде јасно, но ние разбираме зошто тоа прашање е покренато и е дел од јавните разговори. Тоа се работи за веродостојно прашање, а практично е дека има суди кои што се специјализирани во таа област, во областа на тој криминал, и лесно е за нив да работат за тој случај во слични предмети. Има специјално оделение во судовите за организиран криминал и од практични причини има група на суди кои што се специјализирани. Тоа би имало смисла од страна на кредибилност, како што кажав пред малку. Се додека има сомнежи, обвиненијата кои што за обвиненијата кои што таа ги покренува во судството, постои сомнеж како се работат тие предмети, тогаш ќе имаме и идеи за формирање за такво оделение, но сега немаме позиција, став за тоа, но разбираме зошто имаме такви предлози во јавноста. Амбасадоре, Македонија земја кандидат уште од 2005-та, првите 6 години добиваше извештаи позитивни кои без никакви внатрешни услови за да се добие датум за преговорите, но сепак Советот не одредуваше датум поради прашањето со името со Грција. Треба да се секоја година и треба да се сложите дека за извештајот има се помал и помал интерес. Доколку идната влада даде јасни знаци дека е посветена европската агенда, дали Европската унија е подготвена да даде јасни сигнали и можности за придвижување на Македонија во тоа европско семејство. Прво сакам да кажам дека секако вашата земја има јасна иднина во Европската унија. Секако нема сомнеж дека вие припаѓате во Европската унија и таму вие иднината, тоа е вашата иднина. И јас сметам дека за тоа не треба нити да се разговара. Препораките кои што се предложени се со два услови, како што кажавме, прво изборите, а потоа исполнување на реформите. Ние навистина се надеваме дека владата ќе биде вклучена, односно новата влада ќе ги опфати тие извори и ќе ги исполни. Меѓународната средина станува многу по-комплицирана надвор од Европската унија, но и внатре во Европската унија. Мислам дека е во интерес на земјата да се охрабри што е можно поскоро со Европската унија или да се охрабри за влез во Европската унија и се надевам дека новата влада ќе биде многу сериозно вклучена и искрено ќе биде вклучена во реформите кои што ние ќе бараме да се спроведат. Доколку тоа е случај, сметам дека треба да бидете сигурни дека имате пријатели во институциите, во земјите членки кои што ќе помогнат и ќе бидат во вашата страна. Но нам не е
ваша помош за ние да ви помогнеме вам. Во моментот, сметам дека прво треба да се организираат изборите и потоа ни треба сериозна влада која што ќе соработува со опозицијата и заедно со опозицијата да се договорат за приоритетите за интеграција во ЕУ. И потоа верувам дека ќе создадеме импулс, моментум и ќе имаме придвижување во односите со Европската унија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Тоа беше се во ова издание на Пулт. Ви благодарам што во изминатиот еден час бивте на оваа фреквенција. Ви поканувам и понатаму да останете и да ги слушате квалитетните емисии, програми и музичкиот избор на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте убав петок и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.